Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. COVID-19 повторно зема замав во Тетовско, зголемен бројот на хоспитализации, но и на амбулански прегледи. Познат идентитетот на пронајденото безживотно тело во река Вардар во близина на Тетовско Радиовце. Контролни надпревари на ЖФК Љуботен, во клубот пристигна интернационалка од Србија. COVID-19 повторно зема замав во Тетовско, зголемен бројот на хоспитализирани пациенти, но и на амбулански прегледи. Заинтересираност за вакцинација пак има, но не е доволна. 64 амбулански прегледи се извршиле во текот на вчерашниот ден во ковид центарот во Тетово, што е големо зголемување на фреквентноста на пациентите. Повторно расте бројот на ново заразени, а во Тетовскиот клинички центар во моментов се хоспитализирани 24 лица. Само еден од нив не е на кислородна поддршка. 4 имаат примено само една доза вакцина, а еден е целосно вакциниран, но за сега е во стабилна состојба. Застапени се пациенти од повеќе возрастни групи и речиси сите имаат коморбидитети. Имаме 31, имаме 37 и другите се над 65 години. Сите овие пациенти и овие помлади, што ви ги реков, се со обезитет, значи со прекомерна телесна тежина. А овие други пациенти имаат други коморбидети, имаат со срцева слабост, имаат бубрежни проблеми, и некои се и со респираторни и хронични болести. Така да во моментот не се работи само, и тоа сум ви го рекол и претhodно, дека пациенти што се третираат во ковид центарот, значи едната страна е инфекција, а другата страна е оти се работи за пациенти кои имаат други коморбидитети, други хронични болести и во исто време паралелно треба да се третираат, да речем, 1, 2 или 3 болести. Така да, навистина тоа го усложнува целата таа терапевтскиот пристап кон такви пациенти и затоа е навистина непредвидливо исходот на лекувањето на овие пациенти. Ние не знаеме дали е тој четвртиот бран или не, али како и да е, значи имаме на тој правец оди, оти вчера имавме заклучно со вчерашниот ден имавме 64 амбулански прегледи. Тоа не сме го имале и во тие есенски кога беше тој бран у есен. Така да имаме зголем број на амбулански прегледи. И од тие прегледи ние очекуваме и од тие пациенти што ги имаме дека скоро по нечем денес или утре некои од нив ќе ни бидат као пациенти. Така да навистина е малку по-така алармантно од воспоредба со лани кога ова време е нешто поблаго, беше и подобро. Зголемен е бројот на тестирања, вели доктор Нуредини. Многу луѓе патуваат и се враќаат во земјава, пристигнуваат и печалбарите, со што фреквентноста на луѓе е голема, па и ризикот од ширење на вирусот, бидејќи голем дел од новите пациенти се импортирани случаи. Првиот дел пак од теренската вакцинација е завршен и се вакцинирани над 2000 луѓе, но сепак тоа не е доволно. Интересираност има, со оглед на тоа што Тетово е поголем град и околните села сме втори после Скопје. Мислам не е доволна бројката што се вакцинираат без термин во моментов, но процесот тече без проблеми и во главном, значи секој дневно има граѓани кои што се вакцинираат без да кажем претходен термин. Апелот од лекарите е се уште истиот. Вакцинацијата како основна мерка, носење маска во затворени простории, а и препораката граѓаните често и темелно да ги мијат рацете и да не се групираат. Тело на мртов маж беше пронајдено вчера попладне во водите на реката Вардар во близина на селото Радиовце. По извршениот увид од институциите откриен е идентитетот.
Вчера околу 13:40 часот во секторот за внатрешни работи Тетово било пријавено дека во течението на река Вардар на местото викано Брана, ата на село Радиовце, било забележено човечко тело безживотно кое лежело страна од реката. Веднаш е постапено по пријавата и било излезено на терен. Увид на лице место извршила јавен обвинител од Основно јавно обвинителство Тетово и екипа од СВР Тетово, при што екипа од брза помош констатирале смрт без траги на насилство. Телото било идентификувано од страна на роднини, односно сопругата и синот на сега починатото лице, при што по извршениот увид телото е предадено на фамилијата за погреб. Од политичката партија Алијанса за албанците со реакција за, како што велат, животот во Тетово во време на пандемија со отпадоци на сите страни и без вода. Живот во пандемија со отпадоци на сите страни и без вода. На овој начин се живее денес во Тетово. Сето ова се случува не поради природните услови, туку поради лошото управување и корупција кои што владеат во нашата општина. За општинските власти кои веќе подолго време не превземаат никакви мерки, може би е нормално градот да се дави и да биде преплавен со отпадоци. За нив може би е нормално граѓаните со денови да останат без вода, а да не ги спомнуваме урбанистичкиот хаос и многуте други слични проблеми. Но за нас граѓаните оваа состојба е ненормална. Непоимливо е да живееш во 21 век и постојано да се соочуваш со средовековни проблеми. Недостигот на вода е со години поред нерешен проблем и решение што се ветува од страната на ДУИ на секој изборен циклус. Веќе со денови поред во чешмите во домаќинствата не тече ни капка вода. Се прашуваме зарем е толку тешко да се обезбеди вода за град што се наоѓа над шар. Треба да ги подсетиме локалните власти дека се уште сме во услови на пандемија и дека водата е еден од главните елементи за заштита од овој вирус. Крајно време е да го подигнеме гласот и да кажеме не на хаосот што го обзема нашиот град. Веќе не велиме време е за промени, туку за спас. Во Тетово нема елементарни услови за живот. Конкурсот за попишувачи е продолжен и ќе трае до 12 август, информираше директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски. Иако може би очекувано, бидејќи е летен период и доста од оние кои што би биле заинтересирани, веројатно се некаде по плажите користат годишен одмор или во моментот кога беше огласот објавен не го видев. Затоа денес дадовме пуштивме уште едно продолжување фактички на овој рок за пријавување за уште 7 дена и ќе трае до 12 пријавувањето. Се надевам дека ќе се зголеми интересот. Во некои пописни райони е релативно добар одзивот, меѓутоа имаме пописни райони каде што е многу слаб. Можноста да се заработи со учество во пописот е исклучително примамлива. Немаме фиксен хонорар колку по секој попишуваш, туку ќе зависи од тоа колку ќе се сработи на терен. Меѓутоа во просек, она што се нашите пресметки, овие примања би се движеле меѓу 25 па до 40.000, што е апсолутно примамливо. Мислам дека со оглед на примањата кои што ги имаме во државата, ова е мощен солиден износ на пари, а се заработува за помалку од месец ден. Во продолжение следуваат деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово.
Во текот на вчерашниот ден на 2 лица од Тетово и 7 лица од Гостивар изготвени им се соодветни поднесоци за неносење заштита на лицето. Вчера по преземени мерки полициски службеници на СВР Тетово во нива на местото викано Лапов на подрачјето на полициското оделение ТРЦ пронашле и одзеле околу 100 стебла од растението канабис. Според 67 годишниот собственик од Тетовско ТРЦ, нивата не била обработувана повеќе години. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Вчера пак во 7 часот и 30 минути во полициската станица Гостивар, 75 годишничка од Гостивар пријавила дека нејзиниот син во повеќе наврати физички ја нападнал и се заканувал. Се работи на целосно расчистување и документирање на случајот, пошто ќе следува соодветен поднесок. Вчера во 20 часот и 40 минути во полициската станица Гостивар, 46 годишник од Гостивар пријавил дека во 20 часот на улица Мајор Чеде Филиповски бил физички нападнат од друго лице. Се преземаат мерки за расчистување и на овој случај. Женскиот фудбалски клуб Љуботен продолжува со одигрување на контролни надпревари во пресрет на новата сезона. Во клубот пристигна интернационалка од Србија, а и во следниот период се очекуваат уште неколку странски фудбалерки. Женската екипа на фудбалскиот клуб Љуботен продолжува да се подготвува за новата сезона во прволигашката конкуренција. Тетовските фудбалерки на третиот контролен надпревар загубија со 1:5 од Прилепска Деспина, но во домашните редови недостасуваа неколку стандардни првотимки, а во следниот период се очекува да пристигнат и странските засилувања. На надпреварот со Деспина дебитираше српската интернационалка Сања Ратковиќ, која пристигна од Американската колеж лига. Можам да кажам дека ова е трета пријателска утакмица во рок од една недела. Играчите се максимално исцрпени. Работиме на воигрување на екипата. Некои грешки што ги имавме минатиот период успеваме полека да ги консолидираме. Од денеска ми се приклучи нов играч Сања Ратковиќ. Во наредниот период очекуваме уште 3 нови играчи, така да полека со враќање на повредените играчи, мислам дека ќе ја консолидираме екипата и веќе во првото коло не очекува дерби надпревар со Шкемија, каде ќе атакуваме на 3 гола. Денешниот надпревар според мене беше добар надпревар, за сите нас ново искуство. Имавме доста помлади играчи, има ја и доста помлади играчи, но среќата беше повеќе на нивната страна, многу шанси за гол од двете екипи. Резултатот е тој што е. Сепак беше пријателски надпревар, се надеваме дека во иднина ќе имаме многу успеси. Денешниот надпревар очигледно домаќињеве имаат нека клучни играчи што не му игра, така да бевме подобар противник цела утакмица и мислам дека заслужено победивме. Задоволни сме резултатот и мислам дека ќе биде подобри домаќините кои ќе му дојдат појаките играчи, а сега моментално вака се многу послаби од нас, реално зборувам. Следниот контролен надпревар екипата на Љуботен ќе ја одигра престојниот викенд против Истатов од Дојран, додека стартот на првенството е закажан за 21 август.
Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието. Пријатно!